Наместо потпишување на договор за зголемување на платите за 2806 денари, допрва ќе се кроела методологија за продуктивноста на работниците. Најголемиот синдикат во земјава извиси. Токму затоа најавуваат серија протести, но и генерален штрајк ако не се исполни владиното ветување. Вела дека во предлог ребалансот за буџетот не биле предвидени пари за линеарно зголемување на платите. Мислевме дека покажеме разбирање за сето она што се случува за нас, сите во државата со оваа криза што не запати воена, економска и енергетска. Ако сакаат нова методологија за плати, не е проблем. Нека не ги дадат платите што ги имаат одредени агенции, регулаторни тела, со две раце ќе ги прифатиме. Доколку не ни го дадат тоа, се спремаме сите органи и грански синдикати и органите на ССМ, веќе сме разговараме и се спремаме за одлука за генерален штрек. Синдикалците велат дека ќе остават простор уште неколку дена за да видат дали ќе се направи некоја измена, и ако тоа не се случи, велат дека излегуваат сите на улица. Ако се оствари било каква средба со владата или со вице-премиерот, на таа средба само треба да се потпише општиот колективен договор и да се утврди датумот, односно утре дента да седнеме да го потпишеме општиот колективен договор, со кој што ќе го регулираме нашето барање од 2806 денари. Министерот за финансии Фатмир Бесими се огласи дека било потребно да се креира нова сеопфатна методологија со која ќе се прилагодуваат платите во јавниот сектор. Инаку Сојузот на синдикати каде членуваат и државни и приватни компании побара линеарно зголемување на сите плати по 2806 денари, и тоа како одговор на зголемениот минималец, но и поради високиот раст на храната и цената на енергенсите. Синдикалните представници потоа беа повикани на средба со владините представници, каде се договорија за нова средба, но и од тоа немало ништо. Предходно во знак на револт наместо марш, Сојузот на синдикатите на Македонија излезе на првомајски протест, но повторно од владата не добија ништо. Сега во ребалансот на буџетот се предвидени само пари за повисоки плати за просветарите за 15%, како и раст на пензиите од септември.